Загинаа младите, дали ја погребавме иднината. Кочани, ден потоа, пораз за возрастните. Во Трилинг има Величковски. Величковски нема да биде чудо да речеме дека сме откриле Америка, дека држава ни е корумпирана до бескрај. Но може, ако се следи траекторијата на овие диалози на власта, дека премногу сме корумпирани, криминализирани, всушност се обидуваме да ја релативизираме работата и да избегаме од политичка одговорност. Да, и тоа го забележувам низ партиските мегафони на власта, медиумски распоредени на различни места, кои што се обидуваат да кажат дека сите сме виновни. Не, виновни се тие кои што корумпираат, тие кои што се корумпираат и тие кои што заработуваат на нелегален начин во изминативе, слободно можеме да кажеме, повеќе од 25 години. За да ја отворам темава на вистински начин, за да спречиме уште некоја голема трагедија. Да ги отвориме прашањата онаму каде што сме застанале пред 10 и повеќе години. Слободно можеме да кажеме и 20 на години. Забележувате дека во Кочани, Делчево, можеме слободно да зборуваме во тој триаголник со Велес, Свети Николе. Функционираше една, или сме заборавиле дека функционираше една така наречена франкфуртска мафија, која што, ќе ве потсетам, не може да биде дел од организираниот криминал доколку државата не стоеше зад неа. Сетете се за улогата на Кочани во минатиот систем и кои се служби беа распоредени во него и исто така кој беше третманот на, така да го кажеме, источниот дел од караулата на тогашна социјалистичка Југославија кон Бугарија и кон Албанија. Едноставно треба да зборуваме за фактите. Таа мафија не се јави сама по себе и нејзините последици ги гледаме денеска во Кочани. Ќе ги отворам натаму прашањата. Дали единствените загуби на струјата се случуваат во Арачиново, како што се обидува да кажуваат партиските мегафони, или ќе најдеме локации во тој триаголник кој што го споменав и се протега се долу до Струмица? Ајде за овие прашања да зборуваме, бидејќи организираниот криминал е тој кој што возможи натаму ниту судство, ниту обвинителство да не регистрираат комплетно обиди за рекетирање, за насилничко однесување и слично. Таа мафија беше трансформирана, но не значи дека не постои. И ќе ве прашам како заврши аферата Детонатор, која што спонтано се јави и спонтано ја снема. Источниот дел на Северна Македонија е под окупација од, слободно можеме да кажеме, старите структури и се држи во очигледен притисок, но тој притисок сега попушти. Попушти на најслабата карика, на оние кои што се најмалку виновни за тоа. На 60 млади животи. Нема да зборам за сите оние системски пропусти, како се наоѓале малолетници во дискотека, како таа функционирала. Таа функционирала во мандати на најмалку 3 или 4 локални самоуправи, раководени и од СДСМ и од ВМРО-ДПМН. Таа функционирала во Министерство за економија, раководени и од ВМРО-ДПМН и од СДСМ. Таа цело време требала да биде инспектирана како и сите други угостителски објекти. Но зошто не било тоа така? Дали е тука сплетот на организираниот криминал кој најлесно ги наоѓа своите патишта во таквите делови од ноќниот живот? И конечно да се запрашаме дали потоа се перени пари кои што понатаму се движеле сакате низ градежништво, сакате низ игри на среќа и кои што биле пуштени во легалниот промет. Не е точно дека сите сме виновни. Виновни се тие кои што ќе бидат најдени во една ваква истрага, која што ќе биде многу поголема и од тие причини, меѓу другото, сметам дека премиерот Мицковски одби меѓународна истрага. Кога власта вели тргнавме и нема запирање, и кога велат предлабока ние имаме голема мафија, се поставува прашањето кој е капот ди тути капи во државата. Нека кажат. Ние ги охрабруваме во тоа. Но нека да се сочиме и со другите факти. Штом тоа го велат, значи дека знаат. Штом знаат, значи дека имале допир со неа. Може би ги имат во своите структури, партиски, политички. Може би се инсталирани во државните, правосудните и слично. Се сеќавате на каков отпор наидуваше секоја наша иницијатива за проветрување, ветинг, но и она што значеше комплетен реизбор на судството и правосудството. Затоа што и денеска ние мораме да внимаваме што ќе снема во истрагата, не само што ќе биде најдено. Имавте многу статуси сега по социјалните мрежи и од обвинители и слично кои учествували во модуларната болница. Што сакаме ова да биде еден куп жртви од едната партија, друг куп жртви од другата партија?
Нема зошто да молчиме сега. И затоа кажав и на почетокот на неделата. Ние сме веќе поделени. Од една страна се тие кои што заработуваат на нашата крв, бидејќи крвави им се рацете. Од друга страна сме ние кои не сакаме веќе ова да се повтори, ниту смее да се повтори. За жал доцнеме. Но сега ќе им биде јасно и на вашите гледачи и на многуми на други зошто одредени структури во политиката биле саботирани, уништувани и маргинализирани, за да може организираниот криминал преку овие партии и преку нивната олигархија да функционираат непречено. Еве ги последиците и уште последици ќе се јавуваат доколку вака продолжиме. Митото е ДНК на општеството, ова е битка и со мафијата, бомбастично најавуваше премиерот Мицковски денове. Ако таа не инсталира во секоја власт, дали оваа битка на Мицковски ќе заврши како она во 90-тите на Црвенковски кога ја отвори аферата Октопод? Ова е истиот, ќе ги кратиме пипците на Октоподот. Не, пипците не беа скратени, само беа продолжени. И само ја видоизменија својата траекторија на движење и траекторија на движење на собствените пари. Затоа повторно ќе ве вратам назад. Погледнете во источниот дел од Северна Македонија, каде е најголемо иселувањето? По глава на жител. Започнува во Кочани. Каде се одвива натаму? Виница, Делчево, Берово, Пехчево. Мислите дека е тоа нешто ново? Свети Николи исто така, Велес. Не. Таа иста мафија или таа иста корупција владее и таму, како што владее и во други делови од државата. Затоа што никој не сакал да се пресмета со неа. А оние кои што сакавме, бевме тргани и маргинализирани на страна, повторно ќе кажам. И затоа сега слободно можеме да процениме дека и олигархијата која ја создаваше или учествуваше во создавањето на поделбата, крупниот криминал низ приватизацијата кај белите крагњи, ситниот криминал кај организираниот криминал во делот на бруталниот и насилниот криминал, кај структурите блиски до полицијата. Сега таа олигархија ќе се плаши од истите насилници под кои не може да се движиме ниту вие, ниту тие на улица. Величковски, дали се создава атмосфера на бонапартизам или нас, или нема држава? Партиите може да зборуваат што сакаат. Затоа и не влегувам во стапицата, како велат и од парламентарната опозиција и од власта, да не го политизираме случајот. О, не. Ние мораме да го политизираме случајот, бидејќи станува збор за политика на уништување на сопствената држава. Ние сме против, тие нека си бидат за досегашното уништување. Но она што не смееме да го дозволиме е партизирање, бидејќи партизирањето, ве потсетувам, во сите овие дозволи кои што били издавани, во целото толерирање на функционирањето на нелегална дискотека, учествувале во најмалку 3 мандати, а слободно можеме да кажеме и повеќе, сите партиски функционери именувани од министри надолу. Дали помалку не е морбидно да си правиш пиар на луѓе кои се борат за живот и при тоа да велиш дека тоа го правиш од човечка и хумана димензија? Говорам за министерот за здравство и за премиерот. Дури го слушнав министерот Таравари вели тоа мене ми обврска. Според закон, според кој закон? Не, на министерот Таравари му е обврска да организира добар здравствен систем, а не како во случајов 70 луѓе да се лечат во Северна Македонија, а над 100 да се лечат надвор. Истото се однесува и на премиерот. Истото се однесува и на господинот Вучич, кој што отиде и се сликаше со нашите пациенти таму. Истата матрица води до истиот страв, од кој што властите и во Скопје и во Белград се плашат. Но тоа не е предизвикано од некоја партија. Тоа е предизвикано од чувството на гадење, кое што граѓаните, конкретно можам да зборам за Северна Македонија, го чувствуваат кон власта. Бидејќи власта е повеќе од една влада. Власта е тој невидлив систем кој што го исели источниот дел на Северна Македонија, кој што Скопје го направи транзитна позиција кон иселувањето надвор. И ќе ве потсетам дека на овој начин ние само се обидуваме да се вратиме во позициите од 90-тите години. Каде што ќе падне авион, кој преживел, ќе отиде да го посетат сите да се сликаат со него. Ова стана некрофилска политика. Само оние кои што се подготвени да владеат со пепел, нема да бидат, така да кажам, изолирани од желбата, пиаровски да успеат да добијат поени и на вакви жртви. За жал владата сега тоа покажа дека е политика. Премиерот смогна сили да отиде во Кочани да се потпише во книгата, на жалост. Меѓутоа пратениците од владеачката гарнитура барем досега не видовме да изразат желба или да се појават
во градовите, во градот Кочани и во останатите, од каде црпеа поддршка на изборите? А впрочем, што очекувате од нив? Тоа си така и така луѓе кои што се отуѓени од своите места. Ние имаме централизирана политика токму за да не се знае што се случува во секое место и да нема одговорност. И сега е обидот да се прекине линијата на одговорност, која што оди од горе до долу. Бидејќи сакавме централизирана држава, повелете ја добивме. Но тоа значи дека сега централизирана и одговорност. Дали министерот за внатрешни работи се вика Панче Тошковски или Тоше Панчевски, се една. Началниците кои што тој сега ги именуваше, беа именувани од него. Треба да каже тогаш по чии предлог ги именувал, по сопствено наоѓање, во консултација со опозиција, по барање на премиерот, бидејќи во овој временски период во кој што тој е министер за внатрешни работи, повторно биле промашени контролите. Повторно ништо не се гледало, ништо не се инспектирало. И ќе ве потсетам на уште една работа која што не сакав да ја коментирам. Сега кога е завршен погребот на жртвите, ќе спомнам за оној револт кој што се јави во Кочани. Зошто мислите дека тие луѓе отидоа онака го искршија локалот во центарот? Кога кажаа дека таму станува збор за половина објекти дивоградби. Затоа што тие луѓе чувствуваат дека се оставени сами на себе и на милост и немилост на бруталниот криминал. Величковски, до неодамна секојаш вината ја баравме во соседните земји. И за Преспанскиот договор, и за договорот за добрососедство со Бугарија. Дел од тие наши соседи први излегоа со подадена рака, хуманост и поддршка во справувањето со ова трагедија. Па сите знаат дека проблемот не е ниту во Софија, ниту во Атина, ниту во Белград, ниту во Приштина, ниту во Тирана. Не е ниту во Брисел. Па зашто се одбегнуваше до сега да бидеме ние дел од траекторијата за полноправно членство во Европската Унија? За да нема контрола, прва работа. Втора, па каде ги лечиме ние нашите пациенти? Ние нашите пациенти ги лечиме во странство. За кој суверенитет зборуваме? Трето, па зарем можеме да заборавиме дека ние во овој момент треба да инспектираме како работел нашиот центар за управување со кризи, колку пациенти се пренесени организирано, каков е форматот на работење. Значи, сега ќе ви кажам работи за кои што се сомневам, се плашам дека не функционирале добро. Затоа што ќе ве потсетам дека јавноста тоа не го знае. Плановите за реагирање во кризни ситуации од овој тип се работени уште 2004 година. Оно што значеше неуспешно справување во делот на короната и третманот на пациентите, па тоа е само еден дел од пропустите. Сега треба да провериме како функционирал и Центарот за управување со кризи, дали имаме капацитет да се справуваме со кризи од таков тип. Лечиме во странство, пожари ни гасат од странство. Што треба друго? Затоа ќе биде проблем секој сосед, затоа ќе биде проблем секој што ќе кажува за овие проблеми. Само политичките партии или нивните раководства, да бидам попрецизен, нема да бидат проблем. При една ваква колективна трагедија, како ќе се артикулира, ќе се контролира овој гнев, незадоволство? Овој гнев веќе нема да заврши. Јас кажав во понеделникот, ние сме веќе поделени, но не онака како што сакаа политичките партии и олигархиите, не по етничка основа, туку суштински. Оние кои што сакаат својата држава, кои што сакаат да живеат во организиран систем во ред, кои што сакаат да се борат против криминалот, и оние другите кои што се спротивставени на тоа. Постои ли опасност? Затоа постои опасност една и единствена, а тоа е дека ќе биде токму од тие кои што сега се загрозени на овој начин од промената на толеранцијата и спуштањето на прагот на толеранција кон овие девијации, тие ќе предизвикаат политичка криза. Забележувате, никој не зборува дали треба владата да даде оставка или не, сите бараат да се најдат виновниците и тие да бидат санкционирани. Ова не е партиско прашање, ова е политичко прашање кое што за жал зрееме да го решаваме низ многу жртви. Заради тоа ќе простите, не можам да бидам и онака, да кажам, експресивен како што сум бил на други јавни настапи. Ова е преголема трагедија која што и вие, и јас, и вашите гледачи ја чувствуваме и не можеме да се однесуваме како да ни е сеедно. Дали за пожарот и жртвите е пораз и за возрастните? Секако дека да. Секако дека да. И сите сме, во тој дел сите сме задоцниле, но не сме сите еднакво виновни. Ќе бидат виновни најмногу оние кои што сега ќе речат нема потреба да се бориме, нека остане се по старо.
постфестум реакција. Е задоцната реакција најчесто. Жртвите не може да бидат вратени. Можеме да спречиме нови жртви, можеме да спречиме нова експлозија на насилниот криминал, на бруталниот криминал. Ќе ве потсетам, лиферацијата на дрога во 95-та, 6-та, 7-та во оној период кога започна криминализацијата. Започна токму од тој регион во Северна Македонија. Кочани беше еден од центрите. Сега видите повторно дали истото ќе се случува, каде ќе се случи. За цело тоа време беа обвинувани албанците. Сега ќе кажеме уште нешто. Да се вратиме на детонатори пред тоа. Да се вратиме на сето оно што беше покривано и овозможуваше, сетете се, осцилации, избор на единица 3, еднаш е за една структура, друг пат е за друга структура, политичка. Но секој што бе огромни осцилации, зависно од тоа како партиите ќе се договореа со криминалот. Изберете дали сакате повторно така. Благодарам за разговорот. Благодарам за поканата. Секоја работа што е ставена под тепих, на крај излегува планина од која што сите ќе се сопнеме. Граѓаните единствено бараат работите во оваа држава да функционираат без привилегии за никого. Законите да важат подеднакво за секого.